Олеся Викторівна. Специјални елеци, шлемови и ракавици. Доброволните пожарникари во заедницата Росуша во регионот Хмелницки во Украина пробуваат противпожарна опрема што им е подарена од шумската служба на САД. Благодарение на шумската служба на САД можевме да добиеме витална опрема како што се моторни пумпи, моторни пили и специјализирани палта, чизми, ракавици и шлемови за сите пожарникари. Заедницата Росуша се состои од 26 села и е дом на 11.000 луѓе. Тоа е местото каде што се Украинската лига за животна средина, заедно со шумската служба на САД, започнува систем за заштита од шумски пожари базиран на заедницата. Ми дуже вдячні лісовій службі. Многу сме благодарни на шумската служба на САД за поддршката на овој проект во овој момент кога нашата земја е во војна. 7 локални жители поминале низ специјална обука и добиле сертификати за волонтери. Треба да ја чуваме нашата заедница безбедна. Зборувам за превенција од шумски пожари, вонредни ситуации или природни катастрофи. Се може да се случи, но ние треба да бидеме подготвени да помогнеме. Во случај да се случи нешто лошо, треба да им помогнеме на луѓето. Волонтерското движење на пожарникарите започна пред војната. Почали до війни ми Почнавме да организираме луѓе во волонтерски бригади. Сега повеќето од тие момци се на првата линија. Имавме 5, 7, а некаде и 8 момци од секоја заедница, кои рекоа дека сакаат да ни помогнат. Се Украинската лига за животна средина, заедно со шумската служба на САД, помогнаа во заживување на доброволното движење на пожарникарите на Росуша. Пожежна охорона на селі, місцева пожежна охорона – це наші перші... Доброволните пожарникари се нашите први помагачи. Тие пристигнуваат многу брзо ако има пожар. Додека не дојде владин пожарникар, тие можат да почнат да го гасат пожарот, а може дури и целосно да го елиминираат. кожного року там у нас стає... Секоја година имаме над 50 итни случаи, пожари, несреќи, а сега за време на војната е уште полошо. Има постојано гранатирање. Нашите луѓе треба да бидат први на местото на настанот. Дијачок вели дека заедницата се надева дека ќе привлече повеќе волонтери и ќе организира часови за заштита од пожари во училиштата. Најголемиот сон на заедницата е ново противпожарно возило и тие се надеваат дека со помош на шумската служба на САД и се Украинската лига за животна средина, нивниот сон наскоро ќе се оствари.